Македонските живи статуи беа дел од фестивалот Тротоарт, кој од 16 до 19 јуни се одржа во Бања Лука. Фотографиите и видеоматеријалите кои што ги имаме во Македонија наутро зборуваат сами по себе за атрактивноста на македонските живи статуи и нашите уметници, но збор два за случувањата ќе дознаеме и од нашата соговорничка. Велам добро утро за Милена Цветановска од Сдруженијето на граѓани театарск. Добро ни дојдовте, Милена. Добро утро. Тротоарт генерално не е единствен фестивал на кој што театарск учествува, но е многу атрактивен. Како поминавте? Одлично. Ова ни е втор пат да учествуваме на театар на Тротоарт во Бања Лука. Генерално впечатоците се одлични, како и од минатата година, така и од оваа, бидејќи станува збор за еден обемен фестивал кој што содржи во себе најразлични атракции, кои што се поврзани со уличен театар, но исто така една голема чест за театрот, затоа што од минатата година со овој фестивал склучивме меморандум за соработка и тоа е најава, но и продолжение за една соработка која што ќе продолжи да трае во иднина. Да направиме одредена паралела и со нашиот статуа фест, каков е односот на странската публика генерално кон овој тип на уметност? Прифатена е ваквиот вид на уметност надвор од Македонија. Не дека тука не е прифатена, но ја имаше публиката во поголем број. Значи, буквално немаше игла кај да падне, можам слободно така да се изразам. Луѓето таму како да чекаа фестивалот повторно да се случи. Исто така и македонската публика, можам да кажам дека е културна нели во тој дел, значи веќе е прифатена и уличната уметност кај нас за разлика од претходно. Односот од публиката кон статуите е на високо позитивно ниво. Друго што можам да кажам во однос на паралела на нашиот статуа фест и на што се случуваше во Бања Лука, можеби за институционалната поддршка која што овој фестивал во Бања Лука има исто така на едно повисоко ниво за разлика од она што се добива тука. Па така што еве може да послужи како пример, нели, за да се увиди понатака што значи поддршка на алтернативна уметност, особено на улична уметност која што е достапна за сите. И ја споминавме публиката, имајќи го искуството со учеството на бројните фестивали низ годиниве. Кое е она место каде што досега сте оствариле најдобра комуникација со публиката? Можеме да издвоиме едно или две, или? Па генерално да, меѓутоа нови улични фестивали што се случуваат низ Европа има мноштво публика, значи доаѓа во голем број. Еден фестивал кој што мене ми има оставено најсилен впечаток е Фластер спектакл фестивалот во Линц, затоа што таму има толку многу посетители, во просек доаѓаат по 220.000 посетители кога се одржува фестивалот и за време на настап толку брзо поминува времето и контакт со публика има во континуитет. Значи буквално не можеш да им посветиш внимание на сите што дошле да те гледаат. Тоа е многу важно, затоа што публиката кога ќе застане да те гледа, очекува од тебе некаква реакција. И ете, јас тоа би го издвоила како едно позитивно искуство. Добар фестивал зависи од добра организација. Колку во странство се одвојува пари за фестивали, за уметност? Имајќи предвид дека секоја година како се гледаме пред секоја статуа фест, кога ве прашувам како пројде периодот на организација, имаше доволно пари, некако тешки се одговорите. Тешки се, да. Нема доволно поддршка, тоа морам да го кажам. Веќе го земам Тротоарт за пример, буџетот на Тротоарт е 6 пати поголем од нашиот. И мислам дека од тука понатака веќе каква и паралела да правам ќе биде залудна. Факт е дека треба да си добар организатор и професионалец, меѓутоа нели ако не си подкрепен со доволно финансиски средства и институционална поддршка, не би можел да изреализираш се во целост. Значи би можел да го изреализираш само оној дел за кој што си добил финансиски средства, што нели на некој начин дава едно незадоволство, но сепак се трудиме да го дадеме најдоброто од себе. И сега нормално кога има реакции, не само од наша страна, туку и од другите уметници и артисти кои што креираат уметноста, се дел од независната сцена, доаѓа одговорот дека постојат и општествени одговорни компании кои што може да помогнат. Јас да, се согласувам со тоа, тие компании постојат и ни помагаат, меѓутоа што ќе се случи кога сите ние би барале само тие општествени компании? Не верувам дека би можеле да излезат на сите во пресред.
А кога станува збор за организацијата надвор и за финансиската подршка, финансиската подршка е толку голема што се внимава на секој детаљ буквално што го опфаќа фестивалот. Кој е оној фестивал кој што е најдобро организиран во странство и за кој што да речеме најмногу пари се одвојува? Фестивалот Зиѓет во Будимпешта и на второ место секако Фластер спектакл во Линц. Толку е добро организиран фестивалот и кога напоменав дека внимаваат на секој еден можен детаљ, ќе го зема моментот дека нашиот син кога доаѓаше со нас на фестивали, кога беше помал, имаше потреба од даделка, даделка беше организирана од самиот фестивал. Мислам до тој степен е, до тоа високо ниво е сведена организацијата надвор. Тогаш што ве мотивира? Што е оно што ве мотивира за секоја година натаму и натаму да не се откажувате од приказната наречена Статуа Фест во Скопје? Прво љубовта спрема работата која што имаме, значи можам да кажам дека тоа е единствената работа која што ја работам со најмногу страст и не би престанала да ја работам се додека имам снага и сила. Друго што дополнително не мотивира е тоа што во театрот од ден на ден се повеќе и повеќе доаѓаат млади актери кои што сакаат да бидат дел од уличната уметност и тоа е еден добар пример за тоа што ваквата уметност се шири, па дури кога ние веќе би престанале да ја правиме, ќе има кој да ја прави. Тоа се, значи, љубовта и посветеноста се двата двигатела кои што во моментот не вода да ја работиме оваа работа, а друго исто тоа што и надвор кога ќе одиме да работиме сме успешно прифатени и признати, што е дополнителен доказ дека добро си ја работиме работата. Ги споминавте уметниците, колкав е тимот на театрот во моментот? Во моментот сме активни 12 луѓе, 12 актери, артисти и пантомимичари, но има и други актери кои што не доаѓаат со нас на турнеи, но се активни за време на Статуа Фест или зависно од тоа за одреден настан за кој што имаме потреба за настап. Сега тоа се актери кои што не се во редовен работен однос како актери во театрите, работат класична работа од 9 до 5 и тешко е да се организираат за да може да бидат дел од таа турнеја. А кога и нив би ги земале предвид, над 30 сигурно има кои што се дел од театрот. Нашето последно видување беше пред почетокот на годинашното издание на Статуа Фест, во кој што ни ги објаснивте деталите како ќе биде организиран фестивалот. Од оно што можев да го видам, за жал бев отсутна, помина уште едно издание одлично со голема посетеност, полека, но сигурно не само Скопјани, туку сите оние кои што доаѓаат во главниот град и се затекнуваат во тој момент, го обожуваат и многу му се радуваат на фестивалот. Да, тоа е точно. Посетеноста беше на високо ниво. Јас сум пријатно изненадена секогаш и одново се изненадувам кога ќе видам публика во толку голем број. И не само што се активни граѓаните за време на фестивалот, туку добра работа од самиот фестивал е што дополнително се остваруваат можности за соработка. Некако како чекор по чекор да навлегува ваквата улична уметност со живата статуа, речиси во повеќе сфери од нашето општествено живење. Така што после Статуа Фест добивме и понуди за најразлични соработки тука во Македонија, нас тоа многу ни значи. А Статуа Фест од година на година поминува се подобро и ние сме горди на тој наш успех. Видовме фотографии и видеоматеријали, ќе замолам да ги погледнеме уште еднаш за да може да искоментираме па и на гледачите на оние кои што досега па и не биле на Статуа Фест да им појасниме точно за каква уметност станува збор. Колку труд, енергија, ресурси се потребни за да се организира од една страна фестивал, од друга страна да се подготват уметниците? Генерално одзема многу време, затоа што прво треба телесно да се спремат актерите. Односно да им се укаже на тоа како треба да работат и како не треба да работат. Меѓутоа, тие најголемото искуство го стекнуваат кога ќе застанат и да работат на улица, бидејќи едно кога теоретски ќе му објасниш на човек што значи нештото, друго е кога практично ќе го доживее лично. Понатака, најтежок момент, односно најскап момент е кога треба да се најде идејата и приказната за фестивалот, затоа што е тоа поидобната точка за целосната организација и создавање на фестивалот. Понатака, откако веќе знаеме што ќе представува фестивалот, ги изработуваме костимите. Тоа исто така е еден исклучително тежок процес, затоа што тоа да се обични материјали, меѓутоа ние треба да ги прилагодиме. Има тим кој ги работи костимите или вие? Јас.
Добро. И дел од учесниците од театрот, снимаме посебен тим, но ете и тоа е едно супер искуство. И секако тука доаѓаат и специјалните бои за шминкање на лице и на тело, кои што исто така се релативно скапи и чинат. Каде ги набавувате? Претходно ги набавувавме надвор од Македонија, меѓутоа сега веќе има и представништво овде кај нас што дополнително ни се олесни работата. Да, сега сме ограничени за тоа каков вид на боја можеме да одбереме, но некако се снаоѓаме и успеваме да се адаптираме. Оно што сакам да го нагласам како момент кој што од минатата година почнавме да го практикуваме е директно боење на телото, каде што досега тоа сме го немале. Еден предизвик, еден позитивен експеримент кој што покажа многу добри реакции кај публиката, но и кај нас самите, затоа што ефектот е многу поинаков за разлика од кога актерот е облечен целосно во костум. И бидејќи вие го имате искуството како жива статуа, сме ве гледале и на фестивалите, колку е временски потребно за да се подготви една жива статуа и колку е временски потребно за да извади се од себе? Зависи од перформансот кој што ќе го прави. Ако станува збор само за облекување на костум и боење на лице, од 1 час, час и половина, зависи од тоа како вид на боја треба да се стави, бидејќи самата боја за нанесување и за сушење понатака е поинаква. Еве за искуството во Бања Лука можам да кажам, затоа што ова е прва година каде што имаше екстремно покажување на делови од телото покриени со боја. Мене ми беа потребни 2,5 до 3 часа за да се подготвам, затоа што речиси цело тело го боев, а после вадењето е уште покомплициран процес. Колкав труд и енергија е потребно да се работи со млади уметници кои што допрва треба да влезат во целата приказна? Ова е сериозна уметност. Да. Не е тешко за оние што сакаат да го прават ова. Значи има некој кој што доаѓа чисто од љубопитност да види дали се пронаоѓа или не. Но од досегашните впечатоци можам да кажам дека немаме некои си потешкоти во работата, затоа што пред се љубопитни, млади и паметни луѓе кои што сакаат да учат и да впиваат. И драго ми е што повеќето од нив остануваат и работат со нас. Оние кои што не се пронаоѓаат, нормално, ако не можат да продолжат да работат, тоа не е ништо страшно. Имаме и нивната поддршка понатака, секако се добро дојдени во театроска, ако сакаат повторно да пробаат и да се вратат, но оние кои што од самиот старт на театроск функционираме заедно, се уште присутни и не се откажале, што ни е исклучително драго. Споменавте, граѓаните се повеќе ја сакаат ова приказна и многу ми е драго што Статуа фест стана едно од омилените збиднувања културни во главниот град. Колку ние како граѓани ги почитуваме правилата на игра во однос на статуите, живите статуи? Од година во година е се подобро и подобро. Освен тоа што се пристојни и културни како публика и ги наградуваат во капа артистите, така што и артистите се задоволни, и публиката е задоволна. Мислам дека публиката го добива оно што го очекува од статуите, а особено интересен моментот на љубопитност што се јавува кај самата публика да види од што се направени тие статуи, дали се луѓе, дали не се. И особено интересно кога ќе се види колку се изненадени од како ќе утврдат дека станува збор за жив човек, затоа што некој навистина мисла дека тоа е статуа. Значи, до тој степен се усовршиле актерите на степен на професионализам што го доволвуваат моментот на вистинска статуа. Кој е тој степен на концентрација, имајќи го искуството? Што е она што вам ве држи толку фокусирана? На што мислите? Веројатно ви поминуваат мисли. Кој е оној момент кој што ве држи фокусирана? Моментот да не мислам на ништо освен на тоа што го правам. Затоа што ако се доведеме во ситуација на еден минимален дефокус, тогаш се губи целосно концентрацијата. Прво мора да се биде многу смирен, а и секој на различен начин си ја креира концентрацијата. Јас, например, медитирам. Јас медитирам и наоѓам начин како да бидам смирена и си наоѓам една точка на која што сум фокусирана и гледам таму и во тој момент гледам и се трудам да ги тргнам сите негативни мисли кои што би можеле да ми прелетаат. А и верувајте дека кога ќе застанете пред толкав бројна публика, навистина
не имате време да помислите на било што друго, освен на тоа како да ја изиграте својата улога најдобро што можете и секако да го извлечете позитивниот фидбек од публиката. Се случил момент на дефокус во тек на перформанс и што го причинило истиот? Секако се случува, да. Ама со текот на годините и на искуството умешно знаеме како тоа да го прикриеме и да не се примети. Нормално е да се случува дефокус затоа што стоиме по 3 сати без паузи, што не е баш лесно и е многу за стоење, особено кога се температурите толку високи. Мене лично ми се случува дефокус. Ајде ќе го наречам дефокус кога еве сега постои исклучок од публика и доаѓа толку блиску до тебе, значи не го почитува правилото на дистанца. И реагирам исклучиво кога ќе сака да ме допрат за лице, затоа што кога ќе се расипе шминката, веќе целата приказна се расипува. Кога одите на фестивали, некаде тоа, предпоставувам, коригирајте ме ако грешам, се неколку дневни активности. Еден ден да е, можеби ќе се собере сила и ќе се одморите подоцна, но за неколку дена треба сериозно многу енергија. Како ја црпите во меѓувреме? Па некако ни стана навика да патуваме. Не можам, не можам да кажам дека сме целосно одморени. Не можеш да се одмориш целосно од причина што патуваш по 10, по 12 сати. Доаѓаш, имаш малку време за одмор и наредниот ден веќе почнуваш со работа. Но за да сега секој различно функционира. Јас лично не сакам да седам затворена во соба пред настап, туку излегувам и го истражувам истото каде што треба да настапуваме. Има актери кои што сакаат да си одмараат во смештајот каде што се сместени и така натаму. Значи, различен е начинот на кој што сите ја црпиме енергијата за да настапуваме. Но генерално, колку и да си изморен и iscrpen, кога ќе застанеш да работиш, тоа не сме да се приметува. Секоја година Статуа Фест, оно што мене особено ми се допаѓа е врзан тематски. За нешто што е врзано со актуелното секојдневие и целта му е да прати силна порака. Дали така се организираат, по тој тип се организираат и сите фестивали во странство или пак? Зависно. Зависно за како вид на фестивал станува збор. Има фестивали кои што се тематски како нашиот, а има и други фестивали кои што се само под мотото интернационални улични уметнички фестивали кои што прават збир на различен вид улични уметности, не само на живи статуи. Постојат и фестивали само за живи статуи, но немаат одредена тема. Претежно во Шпанија постојат улични уметнички фестивали кои што се тематски поврзани, меѓутоа таа е едната иста тема која што се обработува секоја година и претежно се поврзани со самата традиција на градот, со одреден празник и така натаму. Каде по тротоарт? Има ли некаква агенда во текот на летото или ќе има простор за да се здивна? Нема да има простор за да се здивне, што мене ме радува. Следната недела одиме на фестивалот Ана Десетница во Љубљана. Се враќаме, имаме пауза од една недела, потоа одиме на фестивалот во Призрен, кој што се случува втора година поред и ете, уште една нова соработка. И на крај доаѓа фестивалот Шпанцерфест во Вараждин, каде што ќе учествуваме по трет пат и ни е драго затоа што ќе учествуваме на роденденското 25-то издание на фестивалот. И исто така сакам да кажам колку и ние да правиме, веќе имаме одредени планови за патување, секогаш се јавуваат организатори и не викаат на фестивали или на настани. Значи не можеме однапред точно да знаеме каде ќе одиме, ама важно е дека има турнеја и дека ќе се патува. И дека ќе се гостува многу во Македонија наутри во периодот кој што следува, имајќи предвид дека богата ви е агендата, пак имаме што да кажеме. Така е. Колку последново издание на Статуа Фест, посветеноста, организацијата, односот на публиката ви даде мотив и енергија за следно ново? Апсолутен мотив за да продолжиме понатака. Ние дури веќе имаме и темата за наредниот фестивал. Поставам нема да откриеме. Не, апсолутно не, тоа ќе биде изненадување, ама секако да веќе го подготвуваме за наредната година, тој секако ќе се случи и публиката нека не очекува. Благодарам Милена за гостувањето во утринската програма. Убав помин на сите фестивали кои што ги споменавте, со сето оно што ќе биде ново, се разбира ќе ви имаме тука. Ви благодарам и вам. Благодарам.